Не ми се верува дека ова е последната епизода со Фроги. Како што читате од насловот, го продадов Фроги. И ненормално многу се кавам за ова уште сега. Искрено помина многу долго време од последното видео со Фроги до сега и тоа е така од повеќе причини. Прво бидејќи искоча многу други работи кои што се средува воопшто непредвидени. Подоцна не се возеше, па се возеше долг период, немавме време кога да го снимиме и дое моментот кај што ствари го продадов Фроги. Но пред да дојдам како се случи сето тоа и зошто го продавам Фроги, дали сум се откажал, и добив еден тон прашање што е со Фроги, кај е Фроги, ева го Фроги. Тука е, во моментов можам да кажам дека дефинитивно ова е најдобрата верзија на Cayenne 959 од оваа генерација, односно првата генерација на Cayenne во Македонија. Ова е дефинитивно најдобриот примерок, не бидејќи е мој, туку бидејќи реалноста е таква. Многу пари се вложија во него, веќе претходните видеа ги гледавте и ми е малку искрено криво бидејќи некако целава приказна со Фроги ја започнав негативно, односно колку трошоци има, колку проблеми има, а не е нормално многу добро возило. Не е нормално многу добро возило. Јас покрај фиќулето, кој што се уште го чувам, немам некое друго возило кое што толку многу ме фасцинирало во поглед на вожње, на опрема, на комодитет, на символ што значи самото возило. Фроги е дефинитивно второто возило кое што ми го пружил сето тоа како еден автомобил. Зашто го продадов, се вака се кам, зашто го продадов, ама нема назад, готово, подпишани се документите. Ај прво да продолжам од онамот кај што сари застанав со сервисите. Уште во претходната епизода кажав кај Фатон во Autodoc дека следно наред е промена на карданот и тоа го направивме. Односно, за жал не бев во Македонија, бев на некои други патувања и не успеав сето тоа да го снимам, но се постави комплетно нов кардан кој што веднаш се изгуби на тресење кој што уште тогаш го кажав дека го има. Возеше, супер беше, се дружевме многу долг интересен период со Фроги, но повторно се враќаја некои проблеми кои што претходно ги имав. Односно сецкањето, трокирањето, губењето на моќ, сето тоа повторно се случуваше. И тука веќе искочи некои проблеми кои што не ги планирав, но од тука па натака па се среди Фроги како што треба. Односно вложив многу средства во Фроги. Непредвидено за мене се спушти цел мотор, се отвори буквално кога го видов, кога ме викнаа во сервис, кога го видов што се случило. Расклопување на цел Cayenne, буквално на се што може да видиме сега вака како склопено, мотор надвор, диференцијали надвор, тркала надвор, буквално мотор менјаш све. Посумљавме дека има проблем во вариаторите и всушност кога отворивме видовме дека активаторите се тотално искршени. И дефинитивно тоа ни даде знак дека тоа е главниот проблем кој што го правил сецкањето, трокирањето, губењето на моќ, бидејќи кога ќе стапнеш на газта, ја губи моќта и почна дури се буни во која брзина да биде. Не го правевме тоа кај Фатон во Autodoc, моравме да отидеме на друго место бидејќи премногу ангажмани и Фатон и морав да отидем на друго место и за жал и тој дел не го снимив, но што се случи? Тука веќе можам да кажам дека направивме пола ремонт на Фроги и затоа кажам дека сега е најспремниот Cayenne, бидејќи веќе како нов, односно направивме чистење на вариаторите, нови активатори на вариатори, чистење комплетно на главата на моторот и на целиот мотор со ултразвук, значи стакло го направивме, дополнително тоа нови свеќички, нов ланец, нови затегачи на ланецот, апсолутно се е сменето, водни пумпи, нормално голем мал сервис, се е тоа покриено во истиот тој период. Се што можеше од сервиса се направи и палиме. Прво, не можам да ви кажам, добро, ги извадивме и ОП филтрите, што не очекував дека и тоа треба да го средиме, очекував дека тие се бар во добра состојба, но поради плинот беа тотално испукани, испокршени и одлучивме да ги извадиме. И сега во моментов ради нив, бидејќи компјутерски не се изгасени, свети чек енџинот, но
изненадувачки, многу потивко работи, многу помирно. Има нека убава нота сега уште подлабока на одредени моменти кога ќе се притисне на газ, но звукот ми е многу, мислам, неочекувано колку тивко работи во моменти, си викам, а колава работи? Дали работи? Човече, неочекувано, браво. Но го зимам дента од сервис, вртаме еден круг, стапнувам на гаста, еднаш работи, еднаш повторно сецкањето. Леле, викам, не пак, човече. И што се случи, се вративме, видовме, го прегледавме цел систем, откривме всушност дека претходно бил направен некој си байпас систем на бензинските пумпи. Повторно ги вративме новите бензински пумпи, бидејќи претходно едните ги измешавме, сега вративме нови бензински пумпи, ги поставивме нив, работеа супер, но байпас системот го направивме онака како што треба и сега функционира одлично. И кога ќе почнам да возам, ќе видите дека стварно сега веќе може да се почувства фруги како што треба. Од тука понатака, да, се вложија страшно брдо пари, некаде околу 2000 евра можам да кажам, нормално со сите попусти кои што ги имам и сето тоа, можеби ќе одел многу повисока сумата, но сега веќе фроги е тип топ. Но тука некаде веќе почна приказната да ми се отвара да го продам, односно добивав многу понуди, дај да го купам, дај фроги да се трампаме, дај вака, дај така. Премногу понуди, дури еден период викам, дај да го ставиме на наглас да видиме што се случува. Добив премногу понуди. Во тој момент беше повторно на некој сервис контролиран сервис да видиме што се случува и тој период убаво си го искористив за да не го продавам, односно да бидам со еден изговор дека чекај на сервиса, мора да ми заврши, па после тоа ќе се договориме, ќе го видиш. Но тука бев малце притиснат и на крај го продав и ќе ви кажам сега како. Прво, искрено не очекував дека ќе има волку многу голем интерес за проектот со фроги. Ви благодарам многу за целата подршка која што искрено многу ми значи. На секој коментар, на секоја порака, апсолутно на се, ви благодарам премногу. Но она што сакам да го кажам за фроги е дека да, се дада стварно многу пари, искрено ми е криво што некако целата приказна за него започна колку трошоци се дадени, но искрено сакам да биде што е можно пореално, поискрено, поотворено кон вас, да знаете со што и вие може да се соочите, со какви проблеми, колку сето тоа кошта. Но мора да ви кажам дека ми е криво бидејќи фроги е стварно многу добро возило. Да, беше добар примерок. Дополнително на сето тоа со сите тие трошоци што беа дадени, со сите тие поправки, сега фроги е фантастичен. Мислам, прво многу подобро работи, многу поубаво влече. Нормално, постаро возило сепак е 20 години, не функционира така брзо и така добро како најновиот Каен, но функционира одлично, повлекува, не се двоуми, работи фантастично добро, моќен е, не ја очекувате да биде пребрз, сепак ова возило не е наменето и тоа ми е поентата што едноставно овој Каен ми е она вистинскиот Каен кој што треба биде. Да, ја спаси компанијата бидејќи понуди една понуда на комплетно нов модел за една нова публика и тоа резултираше одлично за брендот, но Каен има поента на да уживате, да го добиете целиот бенефит од брендот Порше, статус, символ, луксус, комфорт, сето тоа го имате. Но морате да бидете реални дека ова возило не го купувате за да се тркате, туку ова возило го купувате за да можете да одите на долги релации, а да возите повторно Порше, пошто ти не можеш да одиш на долги патувања често со 911, со боксер во тоа време, со Кајман еве. Не, едноставно со вакво возило кај што можеш да патуваш и со фамилија, и со колеги, или со било кој, и да ти биде удобно, да ти биде сето тоа едноставно уживанци, лежеро. Да имаш убави седишта кои што ќе те впијат, да имаш одлична суспензија и немате се лажете кога треба бегате од воздушна суспензија, треба да одите кон воздушна суспензија според мене, бидејќи е многу постабилен, многу побезбеден и многу поудобен. Второ, го имам повторно оно од Порше, стабилноста, управливоста е фантастична. Дури би кажал дека е подобра од новиот Каен, бидејќи тука имам целата контрола на целото возило, иако тежи 2 до 2,5 тони, фантастично добро управува,
фантастично добра сигурност имам за него кога влегувам во кривини, да едноставно се чувствувам сигурен многу долг период. За разлика од новите Каени кои што се фантастично пребрзи, но едноставно имам чувство дека возам брод. Иако се полесни, иако треба се постабилни, едноставно таму се чувствам како да возам брод. Повеќе ми ја гледам тежината таму него ли тука. Едноставно ова го сакам, оваа опуштеност, кај што нема се замарам за брзината, туку се замарам едноставно поубаво си поминам. Дополнително на тоа тука ги имам, можам да кажам, најдобрите мотори од таа ера, најдобрите мотори. Да, можеби 3.2 VR6 моторот е мотор од Volkswagen групација, нема Porsche нешто преголема инволвираност во него, но моторот е фантастичен, моќен, доволно моќен. Да, троши малку повеќе. Сега со сите измени ми троши помалку, од 12, околу 12 литри на отворено, додека во град се движи некаде околу 18, што е многу големо намалување за разлика од претходно околу 25 литри. Но како дојде да го продам на брат ми? Голема побарувачка, голема понуда за купување, искрено добив. Но брат ми дојде еден ден и ми вика: "Добра, толку многу вложи во него. Возилото е одлично, знаеш дека барам возило тој карактер, јас сакам да го земам." Размислав, викам, па да, знам каква специјалка е тој како мене, второ знам колку е добро во возило, зошто да не го земе тој? Така се случи, тој го зема и ги поправи сите работи кои што фалеа, кои што јас не ги досредив. Екранот, сега е поставен нов екран, бидејќи претходно не работеше, сега имаме Apple CarPlay, Android Auto, Google, имаме можност да поставиме и камери ако сакаме, едноставно многу подобро и сега може да се чуе тој Bose систем на озвучување кој што е фантастичен и конечно го слушам колку е добар и квалитетен. И колку вреди за сите тие суми што биле дадени за него. За жал сега не можам да го пуштам бидејќи ќе ме санкционира YouTube, на сите контроли на воланот работат, сега изгледа многу поубаво, плюс се смени системот на прозорот од сувозачката страна, бидејќи таму прозорот не работеше, беше скината, сала тако ви текнува, го сменивме цел систем, но моравме да отвориме вратата во 3 дела и е малку проблематично што ретко кој мајстор се нафаќа на таква процедура. Искрено не можам да разберам зашто денешните мајстори се нафаќаат само на нови возила за промени буквално со 2 штрафа и да не се помачат воопшто и да земат едно брдо пари. И ова е дел од работата. И ова некој пат се го работеле. И ова е возило кој што се уште се вози. Тоа е една критика што реално тешко се наоѓа добар мајстор денес. Благодарам на мајсторите кои што ги имавме периодов и се фантастични, и секој пат ќе ги пофалам нив и секој пат ќе одам кај нив. Не зборам за другите мајстори кои што гледам дека имаат одбивност. Искрено беше малку тешко, но ми е многу кејф што сами тоа дома го направивме јас, брат ми, татко ми, бидејќи прво сакам кога чепкаме заедно и сакам да се инволвирам со возилото, да знам што сум чепкал, едноставно да бидам вмешан бидејќи тоа ме врзува, особено јас кај што очекував дека ќе го возам фроги малку подолг временски период, бидејќи сум некако навикнат да ги менувам брзо возилата, да не задржам долг период, особено поради RP. Цело време гледам ново и ново возило и мислев дека ова ќе го задржам, дека ќе ми биде фамилиарно возило, дека ќе се возиме, дека ќе патувам и со фамилија и со вас заедно, но за жал така искочи. Но дефинитивно ова ми е лекција дека ќе се вратам за многу брзо време повторно со некој Каен од истата генерација, само можеби фейслифт верзијата, бидејќи се внатре е исто, само малку подобри, посовремени мотори со подобра потрошувачка, некои други работи се поинтересни според мене, но ајде за тоа ќе видиме. Дополнително на сето тоа брат ми го смени стаклото од ретровизорот и амортизерите од позади, исто така сами ги сменивме и многу е тешко и тој дел да се замени, затоа и се толку скапи. Мора да се вади полата пацир, но успеавме, ги сменивме, сега функционираат безпрекорно и нешто што ме е многу драго, имаше некои ситни моменти на корозија, површинска корозија, ја средивме и таа и сега можам да кажам дека ова е најдобриот Каен во понуда. Прво, механички е фантастичен, мотор менуваш фантастични и нема
.rg, а овие генерации се препознатливи дека знаат да регјасуваат. Така да ако купувате, внимавајте на тоа. И нешто што морам да ви кажам, на што треба да внимавате е електрониката. Ова генерација дефинитивно е проблематична со електроника. Мотор менувач функционираат безпрекорни, немаат некои големи кварови, но изолацијата во тоа време им е толку слаба, толку лесно пука, гори, што се прави контакт со контакт, едноставно тоа знае да ви направи одредени проблеми, да ви даде погрешен сигнал за одредена работа дека е расипана. Тоа се случи технички со нас и можам да кажам дека главниот проблем за сето тоа било тој байпас систем кој што бил погрешно направен и ради тоа сме го имале сацкањето. Сега во овој момент апсолутно можам да кажам дека Фроги функционира многу подобро. Веќе ако стапнам на газта, сега си повлекува и нема никакво сецкање, нема никакви проблеми. Одлично, одлично. Гледале колку ми е криво што го давам. Многу ми е криво, ама брат ми ќе се изнавози, јас ќе се изнавозам, ќе му го крадам дефинитивно. Криво ми е што ова е последно видео од овој формат заедничко вака, но дефинитивно во иднина може да се гледа. И ви благодарам на сите вас што бевте за време на целиот овој проект, но паради тоа ми се пружи прилика да го купам Бубу, веќе го знаете од првата епизода. Многу наскоро следуваат нови епизоди, со него го правиме моментот на купи продај за да видиме колку може да се заработи, дали можам да го продадам како најскапиот абард во Македонија, а го купив како најевтиниот. Така да следете ме, направете subscribe, пишете ми во коментар, ставете лайк на ова видео, искрено многу ми значи вашата поддршка, бидејќи благодарение на вас можам се повеќе и повеќе вакви проекти да правам и да бидат се поинтересни и поинтересни. Така да извинете што малку подолг временски период требаше за да се дојде до ова видео, но искрено се надевам дека ви објаснив за се што се случуваше со него. Не ми е поентата само да ви кажам дека е проблематично, сакам да знаете сето тоа колку коштало, се дадени тие пари, но искрено не се каам. И се коси со сето она што го работам со пресавување на нови возила, но дефинитивно ќе кажам дека ова е едно од најдобрите возила кои што сум ги возел било кога и што сум ги имал од било кога. И искрено ако го споредам со одредени нови возила, дефинитивно попрво би го земал ова него ли нешто ново, иако ново си е ново. Фала ви многу за се и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!